Здраво и добро дојдовте во втората епизода од емисијата Заедно. Ова е епизода која што ми е многу блиска на срце и која што ја подготвував со особена возбуда и особен елан, поради тоа што ќе зборуваме за една заедница на која што и јас самата исто така и припаѓам, но и заедница која што овој месец го слави своето постоење, ја слави својата видливост и го слави својот идентитет, односно идентитети. За гостин во ова денешна епизода го имаме Лео Поповиќ, феноменален актер, прекрасен човек, другар, при тоа и дрек крал, кој што ако се уште не сте го гледале, дефинитивно морате да го гледате на еден од неговите настапи, затоа што тоа се апсолутно едни од најфеноменалните дрек настапи во Скопје, но и едни од ретките настапи на дрек кралеви во Скопје. Ќе зборуваме малку повеќе за тоа во текот на следниве 30 минути. Она што го прави Лео посебен и адекватен за оваа епизода е тоа што со него денес ќе можеме да зборуваме за значењето на заедништвото и значењето на чувството на припадност кај квир луѓето, односно кај луѓето од ЛГБТ и заедницата. Лео, добре дојде и навистина се радувам што денес ќе можеме едно половина час да срочиме еден наш разговор со кој што верувам дека ќе направиме мала промена, барем мала промена во секојдневието на еден куп млади, од нас помлади, квир луѓе, а можеби и деца кои што растат и на кои што им треба баш да слушнат дека пред нив постојат и постоеле други квир луѓе кои што се борат секојдневно и кои што градат заедници за нивниот живот за некоја година од сега да биде барем малку полесен и малку подобар. Ти благодарам што си тука. Фала ти на поканата. Фала ти на прекрасната најава, малце ме усрами. Се удрхтев малце, фала ти. Добро ве најдов. Супер што сум овде. Многу бава тема, искрено. Многу битна тема. Особено ова последново што го кажа, мислам дека и јас како влегов од мумовет, не ни чекав нешто да ме прашаш. Веќе сум спремен, репетирано е све. Особено последното што го кажа. Тој момент дека се што правиме не може да има плод од денес за утре. Се што правиме сега и одиме по некои неизодени патишта и многу е грдо и има трње и нозете ни са лом. Се со надеж дека за некоја година, нели? Можеби. За некој друг кој ќе биде на наше место ќе му биде малце полесно. Ретко тоа што го правиме за нас сега, туку за така, со некоја надеж за иднината. Да, повелике приставам да зборам. Но ова е супер што веќе навлезе во оваа насока, затоа што истовремено секогаш се обидувам и јас да се потсетам дека покрај тоа што ние денес, нашата денешна квир генерација, го правиме ова што го правиме за идната генерација да има малку полесен живот, истовремено добро е да се потсетуваме и дека други наши пријатели, квир луѓе, 10-20 години пред нас, правеле и уште прават еден куп активности, еден куп секојдневни борби воделе за ние да го имаме ова што го имаме денес, што е далеку од совршено, но е и далеку од она што тие го имале пред 10-на, пред 20-на години. Многу далеку. Мислам дека многу е добро што отворивме вака стварно, затоа што одма доаѓа до израз колку е всушност важно да се биде заедно во нештото, во ова време на хипериндивидуализам, каде што само единката е важна, особено во Македонија, каде што те учат да гледаш само за себе. Колку е ствари важно да се држиме заедно и колку е важно да ги земаме како фактор и минатото и иднината, и многу е важно да се присетиме дека моменталната ситуација не е резултат на тоа колку сме ние моментално храбри, туку на тоа нашите квир баби дедовци колку биле храбри. Така како што ние колку сме денес храбри ќе се одразува на понатаму што ќе им оставиме на овие квирчиња сега што се раѓаат во моментов.
Многу ми е мило што ги спомна зборовите баби, дедовци, нашите квир предци, затоа што можеби во овој контекст и не разговараме за вистински биолошки баби и дедовци, мајки и татковци, браќа и сестри, туку за една форма на небиолошки семејни заедници, кои што веројатно сите ние како човечки битија си ги формираме надвор од дома во текот на животот, но за квир луѓето ваквите избрани семејства имаат едно многу поинтензивно и многу поразлично веројатно значење отколку за останатите неквир луѓе, па би сакала тука сега да навлеземе. Може еве прво да го подобјасниме концептот што за нас лично значи избраното семејство и зошто за нас како квир луѓе е ова исклучително важно да го имаме како елемент во нашите животи. Мислам дека многу е едноставно е многу за дефинирање. Имаш крвни релации и onda имаш релации што не се крвни. Се што не е крвно е битно и при срце е избрано. Зошто е побитно? Не можам да кажам побитно, меѓутоа можам да кажам дека да, од особено значење, особено за квир луѓе, затоа што за жал статистички имаш многу поголема шанса да останеш без семејство ако си квир. За жал. Јас можам дури себе се искористам за пример и тоа за многу позитивен пример кој што го изживеа и тој момент на немање семејство, па сега не знам како испадна да имам таа среќа и таа привилегија, ама сега и мајка ми и татко ми, двете сестри ми се најголемата поддршка во животот и ми се, особено па мајка ми, најбољи другар. Мислам дека сега на 30 имам релација со мајка ми која што никогаш ја немав. Мајка ми сега доаѓа, имавме кабаре во ноември, мајка ми беше таму, прва во прв ред. Прва во прв ред. И пошто беше една од ретките што беа таму луѓе во години, сите мисля дека е некоја многу битна, дека е некоја организација и дека е некој финансиер. Викам, не, мајка ми е. И ми викаат, истата таа мајка со која што не разговараше со години, истата таа мајка со која што не разговарав со години, сега највише разговарам. Зошто е битно? Еве сум јас жив пример дека кога јас искочив од дома после една особено грда ситуација, каде што не беше толку голем проблем тоа дека сум квир, туку јас веќе живеев во некои динамики на нарушени фамилиарни односи и ова беше капакот. Дека на згора на се што не одеше како што треба, јас на крај седнав на една божикна вечера, испив 3 вина вака на екс и застанав и кажав дека јас сум маш и дека тука не може да не ништо да ми кажат за тоа. Не заврши прекрасно. Во тие 3 години кога не разговарав со семејството, кога се уште не бев добар ни физички ни психички за да можам да работам целосно фул тајм и да се одржувам, да не беа тие некои луѓе на кои што има јасна оваа ситуација, кои што се исто така квир, кои што се од многу слични ситуации, да не беа тие некои луѓе со тие некои каучи на кои што спиев, немаше да сум жив. Са тоа е од практична гледна точка. Имам спиено на некои, ќе ги наречеме квир каучи, на квир луѓе. Од практична гледна точка, самиот момент дека го има тоа взаемно разбирање и емпатија на многу ми е јасно низ што проаѓаш затоа што повеќето од нас проаѓаме низ тоа. Тој момент сам по себе е едно НЗС што не сплотува. И многу е убаво дека сите вака одма we come together да си помогнеме. Значи не е дека веќе имав одбрано семејство кое што ми помогна, туку луѓето кои што ми помогнаа ми станаа одбрано семејство, ми помогнаа поради моментот на заедништво и на взаемно разбирање дека сме во истите гомна, ако смеам така да се изразам. Се надевам дека смеам. Да, не ме бива во тоа да бидам да имам влакна на јазикот, не знам јас така. Немај да имаш. Сега од практична гледна точка е тоа дека многу луѓе почувствуваа потреба да помогнат практично, да ми најдат каде би спиел, што би јадел тие неколку дена додека се уште немам ништо по џебови, сум отиден така од дома. Не отидов од дома, јас се спакував и си отидов со некој план. Не, вака си отидов. Многу импулсивно кам аутнав, не може веќе да трпам, не може веќе да држам, веќе со години знаев, веќе со години бев аут на блиски, веќе почнав да сум аут и пред јавноста и онда мама дома не знае, пошто мама е највеќи баук. Абсурдно, сега ќе помислам.
практична гледна точка тоа се случи. Од емотивна гледна точка, па такоđe немаше да сум овде. Да не беа исто така тие некои луѓе кои што беа тука за подршка, беа тука за муабет. Повеќето од тие луѓе воопшто не ми се ни во животот моментално, затоа што веројатно и не сме биле компатибилни вон тоа дека сме биле од истата заедница па сме си помогнале, меѓутоа тоа ништо не значи дека не сме веќе во контакт, затоа што јас на многу од тие луѓе буквално им го должам животот. Дали сме се скарали или не, ништо не ми значи. Ми значи тоа дека тие луѓе биле моје сурогат семејство во момент кога тоа многу има сменето за мене. Така да ете еден жив ходајучи пример за тоа зошто е толку важно. Многу е важно тоа да се случува општо. Многу е важно да се победи моментот на хипериндивидуализам. Многу е страшно до каде е отиден. Многу е страшно дека луѓето не гледаат за сопствениот брат и сестра, а не па за подалеку од тоа. Многу е страшно дека ровари едно надвор некој ќе побара, 5 денари ќе побара за леп да купи. Не му давај, ќе се дрогира. Океј, да не отворам плюс тема дека и зависниците се луѓе исто така и дека тој момент на моите 5 денари, јас мене да ми биде добро, што ме интересира за другиот, сите патиме од тоа. Индивидуалецот такоđe пати од тоа, затоа што на индивидуалецот еден ден ќе му треба помош од другите. Ама што си сееш, тоа ќе си жнееш, а на луѓе не им е јасно дека тоа што го сееш во мали ситници во твоето секојдневие, дека го жнееш после тоа на едно ниво на општество и општеството е срање. Ние сме дел од општеството. Да. Ќе се обидам во следниве месеци да ја отворам баш и таа тема за зависништвото. Да, има многу што да се зборува за заедништвото и зошто ни се потребни заедници. Мислам дека на Балканот вака и не сме толку лоши во одржувањето се уште на некакви заедници, особено затоа што колку и да сме дојдени до некоја хипериндивидуалност и понатаму се држиме до колективното и сме се уште многу далеку од се уште сме многу далеку од она како изгледа Централна и Северна Европа моментално, да не зборуваме за САД, така што да, за одредени би рекла заедници. Боже. Фала Боже. Извини, продолжи. Да, за одредени заедници, тоа дефинитивно не е квир заедницата, односно за одредени групи, постои заедништво, постои начин каде да најдат чувство на припадност, каде да се спојат со луѓе безбедно, со луѓе кои што се слични на нив на безбеден начин. За жал тоа не би рекла дека постои толку отворено и толку лесно пристапно за нас квир луѓето, па затоа и ја снимаме оваа емисија за да создадеме една визија, можеби за тоа како треба и понатаму да продолжиме да создаваме заедници за нас и како да ги чуваме овие заедници, а и како сите оние кои што не се квир имаат одредена морална должност да го поддржат одржувањето на тие квир заедници. Сега, би сакала да се префрлиме малку кон тоа. Знам дека и веројатно сите што не слушаат, што не гледаат денес, знаат дека ти си активен во повеќе би рекла, општествени полиња во однос на активизмот, не само во квир доменот, туку и нели во други насоки, ама ќе се задржиме на иницијативите кои што се однесуваат на квир заедницата. Јас со тебе најмногу време имам поминато преку една Сафичка или Флинта иницијатива која што ја нарековме Сафик рандеву. Ова беше иницијатива и се уште е иницијатива која што чисто само организира забавни настани за лесбејки, бисексуалци, бисексуалки и транс и небинарни луѓе. Но исто така ти си активен и во една друга, како да ја наречам,
лесбејско буч флинта заедница која што се создаде исто сличен период лани од прилика пролетта, летото, така нешто, која што е насловена Бучкуруш. Но она што последно го отпочна ти е и една твоја иницијатива заедно со останатите другари Дрек Кралеви. Формирате во процесите на градење, на формирање на заедница на Дрек Кралеви. Дали може да почнеме од таму, да ни раскажеш прво што се Дрек Кралеви, бидејќи имам забележано во неформални разговори, дури и со квир луѓе, дека постои едно општо незнање што значи да се биде Дрек крал, како тоа изгледа, каков перформанс е тоа. Дрек кралиците веќе се доста видливи во јавноста и јасно им е на сите што значи кога ќе се спомне Дрек кралица, но Дрек кралеви е се уште нејасно, чудно. Па ајде да почнеме од таму, да објаснеме што значи Дрек крал и политички, и социјално, и перформативно, и како вие ја почнувате оваа иницијатива која што ти ја предводиш, ако добро сватив. Бака, сега пред да ти ги одговорам тие прашања, сакам нешто да напоменам. Зошто луѓе не знаат за Дрек Кралеви? Дале, многу сум незгоден кога ќе седнам негде. Не можам да се воздржам да не кажам некој hot take. Главната причина е мизогинија и онаа хиерархија која што не сакаме да признаеме, ама постои дури во нашата заедница. I said what I said. Да, луѓе воопшто немаат, се уште немаат никаков кодекс на однесување према кралевите, за кое што имам разбирање, бидејќи нели сме релативно нова појава, нешто што не сакам да го кажувам затоа што не е вистина, релативно нова појава сме им на луѓе, меѓутоа зошто е направен профилот? Многу често ќе ми дојде некој ќе ми рече: "Јас не знаев дека Дрек кралеви воопшто постојат." Ева таму ќе почнеме. Што е Дрек крал? За сите тие што знаат што е Дрек кралица, ова е истото. Истото е. Моментот е на перформирана маженственост, која што нели, како што најчесто одат тие работи, обично Дрек кралица е најчесто цис маж, кој што се прерушува во жена и кој што нели настапот е на некоја перформирана женственост, било тоа дали е отидено во пародија или ги земаме тие стереотипи и потоа ги кршиме, си играме со нив. Он е момент на gender fuckery. Сега, не е секогаш толку црно-бело, понекогаш транс жена може да биде Дрек кралица. Значи може да се идентификува како жена и надвор и да ја користи својата женственост како перформанс. Обратното е, да не речам, скоро исто. Исто толку политичко, може би не толку распространето, а може би сум и грешка, може би е распространето, само што едноставно не стига до нас, затоа што нема медиумска покриеност, го нема истото ниво на популарност. Мислам дека главниот јаз меѓу популарноста помеѓу Дрек кралици и Дрек кралеви е тој момент дека не постои ниту едно шоу кое што нас би не популаризирало, така како што RuPaul's Drag Race го има популаризирано моментот на бидување кралица. Сега, што е Дрек крал? Па ета тоа. Тоа е истото, тој момент на gender bending, каде што некој кој што е assigned female at birth, без разлика дали понатаму се идентификува на било кој начин на спектарот на маженственост или не се идентификува, го користи моментот на маженственост како перформанс. Со што најчесто го има политичкиот коментар на многу е liberating поради моментот на се она што ни е на нас опресија, можеме да го земеме и да, for lack of a better word, се спрдаме со тоа на сцена. Кралеви постојат многу малку, или може би само толку знаеме, ако само толку знаеме, тоа би било ужасно тажно. Точно поради тоа ми дојде идејата за профилот. Ќе ми дојде некој ќе ми каже, ја не знаев дека постојат, објасни ми што е. Ја ми викам, немам што да ти објаснам. Исто како кралици, само рачунај обратното. У принцип истите правила важат, дека кога е крал во дрег, му се обраќаш најчесто во машки род, освен ако нема специфицирано самиот крал дека користи некои други заменки. Спрдање со маженственоста, најчесто земање на неголемите стереотипи или пародизирање, што
не е баш дека има потреба да се пародизира маженственоста е пародија сама по себе. Токму поради тоа го направив профилот, затоа што си реков, ај што луѓе не знаат дека постојат драг кралеви. Ајде што исчезнуваме сите родени со вагини без разлика дали се идентификуваш со твојата вагина или не. Еве вака да кажам како што цискет луѓето не сведуваат на гениталии, сите ние што сме vagina people, бришани сме од историјата, особено ако сме gender non-conforming, односно имаме некоја неускладност на родот, дотолку повеќе, и онда не останува ништо од нас. И барем сега во оваа ера на дигитализација на све, сакав еден ден да постои тоа дека човече постоеле кралеви во Македонија. Фала Богу, не сум првиот. Меѓутоа, сакав едноставно да не исчезнеме никаде. И сакав доколку на некој му падне на памет дека знаеш, ќе дојде на шоу и ќе види дека кралеви постојат, као што мене ми се случи со мојата трансродовост. Јас мислев дека инхерентно транс мажи се хипермаженствени луѓе кои што пекаат за тестостерон од моментот кога веќе имаат било каква свесност за себе и за светот околу нив, и се додека не видов некој кој што е само на спектарот на маженственост, кој што не транзитира и кој што као има малце една флуидност, седор не го видов тоа, немав момент на ова опција, може? Чекај малце јас. И затоа си викам, ако случајно некој му прелета мисла додека гледа RuPaul's Drag Race, толку многу не гледам што ми е тешко да се сетам како се викаше. Многу џавкаат, многу се расправаат, не можам. Пародијата, моментот дека женственоста е to be catty and bratty, get that shit away from me. Не можам веќе да перпетуирам хетеронормативност и глупави стереотипи на цисхет популацијата и да го гледам тоа во мојата заедница и да викам, вау, браво. Не можам. Get that shit as far away as you can from me. Спомна дека не си првиот драг крал во Македонија. Дали имаш информации кој е пред тебе, пред вас? Јас ве знам моментално Петмина, кој што моментално или во последните години имаше неколкумина, двајца сега се неактивни, така што околу 3 до 5 луѓе сте што настапувате како драг кралеви. Кој друг е пред тоа, дали имаш информација? Колку што знам јас, и не сакам да зборувам на памет, ама чисто пошто сме на прашањево, јас колку што сум информиран, мислам дека драг крал пред мене и Лазарус е Фагатондра. Понатаму не знам ништо, затоа што не е нигде документирано, затоа што не постои никаде. Затоа овој профил, све што некогаш постоело, све што постои моментално и секој понатаму што ќе се осмели да постои, јас би сакал да биде вклучен во тоа. Не да биде вклучен као, ако сакаш да бидеш крал, очекувај дека ќе те терам да работиш администрација и да бидеш секретар на Инстаграм профилот. Не, туку едноставно поради недостаток на физички јавен простор, каде што би можеле сите да се најдеме, поради недостаток на место каде што некој кој што е моментално во процес на откривање на себе си, поради недостаток на место каде што би можел да пише и да каже, баш ме интересираат вакви работи, со кого би можел да зборувам, би можела да зборувам, кој да е. Еве профил. И си викам, можеби ќе видат луѓе кои што би сакале да бидат вклучени во ова и ќе се осмелат и ќе имат и каде да се обратат, да не биде муабетот кој што цело време владее. Јас не ни знам дека ова постои. Јас сум си мислел во главата, сум се надевал, меѓутоа знам дека ова не е опција. Не, апсолутно е опција. Еве го стои, кој што сака може да биде вклучен. Моментално сме најактивни и дури сме... Јас сум House of Lazarus, јас сум негово чедо. Моментално мојата девојка која што е една од новите кои што се осмелуваат да бидат кралеви, јас сум незиниот татко. Чудна инцестоидна врска имаме, Да, чудно е, комплицирано е, ама we won't get into that. Битното беше да се има простор, ако некој се плаши да има собствен профил, затоа што не сака да му се открие идентитетот. И тоа е исто така ствар. Тука може да постои. Може да постои без срам, може да постои без цензура. Не ќам да звучам како да имам направено кој знае што, о Боже, отворив Инстаграм профил. Затоа што ако некој сака да пише и да се информира и да биде дел од тоа, еве каде може да пише. Понекогаш токму на тој начин почнуваат заедниците. Голем дел од такви неформални заедници за кои што знам, не само во оквир светот, туку и општо,
за кои што знам дека почнале, баш така почнале со еден креиран профил и од тука почнуваат да се наоѓаат луѓе, да се поврзуваат луѓе и тоа сето потоа се прелева и прераснува во нешто што постои во физичкиот простор. Јас од лично искуство сум била дел и сум дел од неколку заедници кои што токму на тој начин почнале. Имам баш една група луѓе со кои што станав многу блиска пријателка, кои што еден од нив почна да споделува музика во некоја онлайн група, речи си никој не се познаваше еден со друг и сето тоа почна во пандемијата и нели мораше да биде онлайн и сето тоа подоцна прерасна во пријателство кое што екзистира со години во физичкиот свет. Така што дефинитивно не е за подценување и еден направен профил затоа што некогаш и најчесто во денешното дигитално време токму така почнуваат приказните за многу заедници, а особено за групи и за индивидуи кои што не можат толку отворено да бараат заедница во физичкиот свет, просто поради тоа што не е безбедно за квир лицата, ако зборуваме. Да. Добро. Сакам да се навратиме малку сега на муабетот за заедништвото и за потрагата по чувство на припадност. Знам дека веќе изборувавме за ова, ама чисто за тебе, вака на една политичко, социјална, филозофска перспектива да ни дадеш, што е за тебе чувство на припадност и како квир лице, ти или тие околу тебе што ги знаеш, го бараме чувството на припадност, поради тоа што не е толку лесно, рековме. Ева го тој момент што мислам дека цисхет популацијата ептен се мачи да го свати. Дури и оние со најдобри намери, па многу често ќе ги чуеш, стварно немам ништо против, ама зошто Прайд парада? Зошто гордост воопшто? Зошто евенти? Зошто да постојат квир евенти? Затоа што повеќето евенти на светот се стрейт евенти. Can we have this one thing? Мислам дека многу интересна појава општествена е тоа дека најчесто бараме заедништво во уметностите, дека најчесто заедништвото се наоѓа во тој момент дека ние организираме некои настани каде што одиме. Не можам да кажам да го славиме нашето постоење, затоа што тоа мислам дека дотолку повеќе го афирмира тоа што го мислат. Да. Не го славам тоа дека сум квир, го славам тоа дека сум преживеал уште една година. Да, го славам тоа дека сум жив. Го славам тоа дека колку и да се малку, сепак надвор постојат транс луѓе кои што имаат 60, 70, 80 години. Премалку се. Премалку се. Славиме во нивно име, искочени сме за да покажеме дека се уште постоиме, дека ништо не може да не сотре. Мислам дека главно заедништвото ние овошките си го бараме на културно-умитнички настани, каде што едноставно за мене мирот, многу често ми се случува на квир настан, вака само се осврнам околу себе и да имам едно. Малце ми се плаче, тука сме сите. И тука сме сите за истото сме дојдени. Има еден момент кој што нас не зближува многу повеќе од него што цисхет популацијата може да ги зближи тоа дека се цисхет. Мислам дека кај нив недостасува тој момент затоа што едноставно кога целиот свет работи во твоја полза, кога општеството работи во твоја полза, не чувствуваш потреба да се така сплотиш со народот околу тебе, за да имате поголеми шанси да преживеете и да бидете во ред. Врз основа на твојата сексуална ориентација и родов идентитет. Да. Апропо тоа дека, нели што спомнавме, дека балканците имаат еден интересен момент на заедништво кој што ги нема, например, во други држави, а тоа зошто е така? Затоа што народот е напатен и затоа што морал да се сплоти и морал да си помогнат за да преживеат. И ние сме напатен народ. И мислам дека многу луѓе не им е јасен тој момент. Кои права ви недостасуваат? Како сте вие напатени? Ета како сме напатени, повеќето од нас немаат семејство.
повеќето од нас немаат семејства, додека некој таму е на убава работна позиција, има стан кој што е од неговите, не плаќа кирија, плаќа само сметки, добил работа затоа што нема проблем да добие работа, затоа што кога ќе влезе на интервју за работа, не влегува со маркер F во лична карта, а има брада на лицето. Мислам дека кога општеството работи во твоја полза, а тебе ти е тоа неутралната поидовна точка, не можеш да видиш дека тоа е всушност привилегија. Нашиот момент на немање на тие основни неутрални привилегии на човекови права да се живее без некој да те омета во животот, тоа е тоа што ни има сплотено. Мислам дека најмногу се гледа на уметнички евенти. Најмногу се гледа затоа што тоа е тој момент. Има една многу убава, како беше не цитатот, многу мразам да кажам цитати, пошто никад не сум сигурен што сакам да кажам, и ми е страв дека ќе имам мисквоут момент, ама неле на Сабајле ги закопувавме нашите соборници, а навечер одевме и танцувавме во нивно име и славевме, така за време на The AIDS Crisis. Многу интересен цитат. Ова треба да го отвориме цитатот како беше стварно. Ама такво нешто беше дека додека на Сабајле ги закупуваме нашите соборници, навечер одиме и се журкаме и пееме и свириме и славиме во нивно име, во име на тие од нас што сме останале, во име на тие што биле пред нас и на тие што ќе останат и тоа што ќе им го оставиме. И мислам дека се многу важни уметнички простори, затоа што не е поентата само да се има борба, секако дека акцентот, приоритетот треба да е тоа, да се бориме заедно да одиме напред. Меѓутоа тоа дека навечер имаме каде да се најдеме и вака да направиме заврши овој ден, сакаш пиво да пиеме? Да. Многу е важно тоа. Да, и всушност добро е што наваму отиде твојата мисла, пошто мислам дека е важно да напоменеме дека кај нас квир луѓето славењето, веселењето и радувањето и чувствувањето среќа, имањето серотонин во мозокот е еден вид протест. Е апсолутен протест, затоа што тоа нам ни е постојано забрането. Особено, мислам, од квир заедницата за транс луѓето, мислам, тоа е апсолутно најугнетената субгрупа од ЛГБТ и заедницата, ама се надевам ќе имаме една емисија посебна во која што ќе може токму за оваа заедница да зборуваме, затоа што нема ни приближно доволно простор да се зборува за тоа кои се сите предизвици со кои што особено покрај нели сите ЛГБТ луѓе, особено оваа заедница живее. Така што тука е добро затоа што со муабетов доаѓаме и на едно потсетување дека месецов се случува парадата на гордоста и причината поради која што ја нарекуваме парада на гордоста интернационално е токму моментот на славење кој што е во форма на протест. Истовремено, значи несомнено таа парада е протест, значи несомнено е протест. За сите оние кои што не ја перцепираат како протест, еве една изјава од наша страна дека е протест, но и едно потсетување дека протестот не секогаш мора да изгледа и да биде дизајниран во форма на марширање, викање и држање транспаренти. Мислам дека последниве месеци протестите што се случува, особено пред цементарница Усија, например, веројатно малку и не едуцираа како население, како нација, дека и концерт може да биде протест. Не мора секогаш да блокираме со паркирање на возила на раскрсница, некогаш можеме да блокираме раскрсница и со диџеј на сред раскрсница. Значи, едноставно протестираме на начин на кој што се бунтуваме против она што ни е забрането, а на нам, квир лицата, токму радувањето и веселењето ни е забрането. Ние не можеме да направиме свадби, барем не во Македонија, нели зборуваме за нашиот контекст, ние не можеме да направиме свадби, па колку и да сме заљубени, па колку време и да сме во врска со нашиот партнер, ние не можеме да направиме веселба на која што ќе ја славиме нашата љубов. Ние не можеме да се радуваме затоа што
сме успеале, ете, не знам, да си најдеме дечко или девојка, па сега споделуваме со браќата, со сестрите, со пријателите, со родителите дома. Значи, сето тоа што е нормално и што доаѓа по дефолт, за цис и хетеросексуалните луѓе едноставно нам ни е забрането, маргинализирано, едноставно дадено ни е, и тогаш кога ни е дадено ни е во многу мали количини, во трошки. Сите ние кои што сме прифатени еве од дома, и јас и од својот пример тргнувам, секогаш има некоја мала задршка, секогаш има имаш некое чувство дека некако прифатен си, ама би биле посреќни ако не си ова што си. Така што едноставно кога сме заедно како заедница, како пријатели, педери, лесбејки, транс луѓе, едноставно си се чувствуваме веројатно како дома, и се чувствуваме и безбедно, и се чувствуваме слободно дека ни е дозволено да славиме и да бидеме среќни. И едно потсетување за сите нас, за сите вас што слушате, дека парадата на гордоста овој месец е на 20 јуни, а пред самата парада, значи овој подкаст го објавуваме на почеток на јуни, значи од овој подкаст до парадата има еден куп настани кои што мислам дека ќе направат барем една илузија, ете, да се почувствуваме дека не сме сами, дека сме силни, дека сме моќни, и потоа од јули останува да продолжиме со борбата, ама овој месец е многу важен за нас, за да не зајакне и психолошки, и емоционално, но и физички последователно на фактот што кога се држиме заедно сме и побезбедни. Апсолутно. И на еден од настаните, мобилизација. Да. На еден од настаните ќе настапува и Лео, но тоа дополнително ќе го објавиме сега, пошто Тазе. Да, уште во фаза на подготовки. Така, да. Да. Ветувам еве дека моментот кога ќе го објавиме емисијата и првиот рил, ќе оставиме во коментар линк до настанот. И за сите тие што те немаат гледано, мислам дека сега ќе мораат, бидејќи За тој настане Тазе, а за Прайд можам слободно да кажам дека настапувам и на Прайд, така да, каде? Можеш на оваа камера. Да, за Прайд можеме апсолутно да кажеме дека официјално е веќе, значи настапувам, можете и Лазарус да дојдете да го гледате, а за ова другово ќе почекам малце повеќе официјално да постираат, па ќе ставам на стори, така да, ќе искочи се. Морам само една работа да спомнам, апропо моментот со Прайд, тоа што зборуваме дека нашата радост е протест, кога твоето постоење е забрането до тој степен да само да постоиш јавно и гласно е протест, ама онаков страшен протест, како се осмелуваш, Да. не чувствуваш потреба да скандираш. You may as well dance. Нема потреба од транспаренти. Јас сум транспарентот. Што ќе ме транспаренти скандирање? Јас сум транспарентот, а скандираат по мене цајканите кои што би требало да се обезбедување на настанот, нели? Да. Ќе престанам, се извинувам. Супер. Продолжи, Мислам сори. дека треба овде да заокружиме, да привршуваме. Не знам дали нешто ни остана, сигурно ни остана уште многу теми неразработени. Се извинувам. Имам алергија. Но она што сакам да го кажем само за крај, сигурна сум дека постојат еден куп луѓе кои што се заинтересирани за идејата за бидување дрек кралеви или заинтересирани се околу тоа да опипаат дали е ова нешто за нив, дали можеби ќе се пронајдат во таквата перформативна квир уметност, дали можеш да каде да ве контактираат, како да се поврзат со вас, од каде да почнат? Јас апсолутно не би имал проблем и некој лично да ми пише. Јас сум достапен на Инстаграм во секое време, на Фејсбук не сум, таму само постојам за мајка ми да може се уште гифче да ми прати. На Инстаграм сум достапен во секое време, меѓутоа
Још боле, не дека некој друг ќе на Drag Kings МК, јас сум повторно, јас ќе вратам кај да пишат, ама још боле е на Drag Kings МК, значи Drag Kings МК е Инстаграм профилот, слободно значи може да заследат, чисто за да пратат што се случува, да видат дека постојат такви евенти, да се охрабрат да постојат они во нивната родова неускладност и славење на тие неускладности. Така да слободно може, кај мене лично, сигурен сум дека и било кој друг крал доколку стапат во контакт, дека сите многу се радуваме на тој момент на ширење на семејството. Така да или на мене лично, или на Drag Kings МК, тука сме. Супер. Фала ти, Лео. Тука мораме веќе да заокружиме и да се одјавиме. Такоđe, фала ти многу. Ви благодариме што ја следевте оваа епизода и доколку познавате некој кој што е квир, споделете ја со него или со неа или со нив оваа епизода и дајте им до знаење дека е во ред да бидат она што се и дека треба да бидат слободни, автентични и своји.